Добар ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Имајте убав и среќен ден. Ние сме пресрекни, се наоѓаме во етно селото Златно буре Кучково, во селото Кучково, во неопислива убава природа, на чист воздух, на прекрасно место каде што има и за прошетка, имаме во околината, има настири, во самиот комплекс на етно селото, имаме и базен. Сега се во текот, баш да кажеме, ќе започнуваат и матурските прослави, значи разиграно е, распеано. И многу гости странци веќе пристигнуваат затоа што сакаат да ги видат сите убавини во околината на Скопје што се тука. Ние за денеска ќе ви направиме една печена селска манџа. Пролетна печена селска манџа. Тоа е нешто што едно од моите омилени јадења, кои што вообичаено ги правам сега, кога ќе започнат, значи, сите патлиџани да созреваат убаво, пиперки убави, кромит, лук и сите останати состојки, затоа што нема да губите време да мешате, да варите, па аспиратори, па да му бдееш на тенџерето. Туку се ставаме во еден ватростален сад или тава во капак и ќе си оставите едно 3 часа да си крчка во својот сопствен сок и во сите сосови. За ова пролетна селска манџа вас ќе ви биде потребно 4 големи кременадли, свински врат без коска. Понатаму 3 главици кромит нарендани на крупното ренде, 3 до 4 пиперки, многу ситно насечкани, 4-5 чешниња лук, 3 до 4 китки мактонос. Понатаму 200 мл сос од патлиџани, ќе ни требаат 2 патлиџани ситно сечкани, едно 100 грама сланина димена на дрва, од зачини ќе ни требаат сол, мешан сув зеленчук, малку буковец, една супена лажица сем, триена сол, бибер. А за сосот ќе ни треба 2 децилитри бело вино, масло по потреба, отприлика околу 1,5 децилитар масло. Неколку лажици ќе ставиме затоа што ќе го пропржиме кромидот, останатото го ставаме во сосот, 2 до 3 супени лажици, ако немате балзамико, оцет од балзамико, ставете вински оцет, 2 до 3 супени лажици. Па сега да започнеме со подготовка. Прво што треба да направиме, да ставиме масло на тавче на оган, да го испржиме малку кромидот. Значи само кромидот и пиперката малку се подпржуваат, а патлиџанчето минутка-две колку само да омекне во врелото масло. Толку. Сега го ставам кромидот. И знаете, ова кога ќе се крчка 3 часа, знаете ли од него што ќе биде? Тоа има да биде така вкусно, целото месо ќе биде во сос од зеленчук. Уште малку ќе му додадам масло. Така. Само да ја промени бојата, да го пушти својот сопствен сок. Тука ќе му ставам и малку сол по вкус. Така. Ќе му ставам и малку мешан сув зеленчук. Значи, за нив немаме одредено доза, ставете колку сакате. Значи, треба да се направи баш како пире кромидот.
Сега тука ќе му ставам и малку бибер. Половина кафено лажиче. Сите овие состојки и самото месо си бара бибер. И старите, уште од порано, баби, дедовци, значи, ја правеле оваа манџа, и они ке кажат, што е ова? Значи, останало од нив, еви јас во комуникација со Сдружение на пензионери, кога сме разговарале за вакви рецепти, како се вика? Вика, селска манџа, вика. Се што имаш од дворот, вика, ке скинеш, и вика, пипер, патлиџан, вика, имаш секогаш дома. Месо чували во качиња, па и кога колеле свињи, и така натаму. Сега ќе ја додадам и пиперката. Така. Може и, значи, буквално и 2 децилитри да отиде масло. Ако е посув кромидот, пиперката. Сега ќе намалам. Така. Еве и пиперката веќе омекна. Сега ќе го додадам патлиџанот. И тој малку да се пропржи. Значи, не многу. Сето ова не треба да трае повеќе од 5 минути. И него да го фати врелецот. Сега ќе ставам неколку зрна бибер. Така. Ќе ставам малку буковец. Повторно промешувам. Така. Ќе ставам триена сол, јас ќе ставам една супена лажица. За да и уште малку, за да го добијам оној вкус што ми е потребен. Ете, тоа е филот. Сега ќе исклучам и ќе го ставам лукот. Колку повеќе лук ставите, толку подобро. Веќе е филот на исклучено. Така. Сега ќе пробам за сол да видам дали е доволно. За да не ја сгрешиме работата. Мислам дека ќе треба уште малку. Да. Сега можете да замислите кога оно ќе се крчка 3 часа во сите овие сосови и сокови од зеленчукот. Сега ставам половина доле во ватросталниот сад. Така.
Ќе го распределиме рамномерно. Сега го зимам месото. Претходно добро измиено. Ете така. Го редам врз филот. Ете така. Само е важно да го следите процесот на подготовка. Сега вака, ќе му ставам малку масленце. Така, ќе му ставам малку сол. Ќе ставам малку мешан сув зеленчук. Малку буковче. Буковец. Малку триена сол. Врз месото. Малку бибер. Ете така. И сега ќе ставам Макдонус. Така, значи половина, како што ви кажав, од смесата. Од овие китки Макдонус. Така. И убаво ќе го распределите. Сега ќе ја ставам сланинката. Малку таа се става колку за вкус. Од озгора врз Макдонусот. Колку да пушти она мирис на чадено. Значи, вистина е тоа што кажале што готвиме, тоа е нашиот идентитет. Нашето македонско. Се знае македонче со сланинка, со пиперче, со патлиџанче, тоа поминува кај нас. Ова која ќе пушти, сега ќе го ставам остатокот од филот. Одлично. Сега го распределувам правилно на секаде. Тоа секако во текот на печењето пак ќе си отиде кај што му е местото. Така. Сега ќе го направам течниот фил. Гледате како убаво, колку боички излегува од него. Можам во ова да го направам, да. Значи, ќе го ставам белото вино. Ќе го ставам патлиџанот. Сосот. Ова е сос како салца, исто така домашно. Овде го прават. Сега ова го промешувам. Му ставам малку масло. Така. И сега ќе ставам две супени лажици балзамико. Значи може и вински оцет. Така. И ова го промешувам. Тука го ставам семфот.
може толку. Секако семфот ќе се растопи под дејство на топлината, не се грижите. Ете така, сега го истурам и остатокот од макдоносот. Така. И сега ќе налеам од сосот. Ако нема место, како ќе се пече, после можете да додавате. Така. И оно ќе си навлезе, но ние треба да му направиме и место. Така. Ете така, таман си е. Ќе го затворам со својот сопствен капак. И прво, ќе се пече, значи макдоносот да биде покриен со сосот. Ете така. Ово има да биде прстите да си ги излижете. Прстите да ги излижете. Вака ќе протресете. Може и вака да се направи малку со две вилушки. Така. Да влезе кај месото. Иако месото се ке си земе од ова. Одлично. Го затвораме со капак. Пуштаме на 250 степени. Нема отварање. Значи си крчка. Кога ќе видите дека почнува да пушта меурчиња, дека почнува крчка, намалувате на 220. 220, уште едно 30 на минути, потоа намалувате на 180, оставете го уште 2 часа да се крчка. За тоа време и ќе се изчистите куќата, и ќе се видите со комшиката, и ќе пиете кафе, и ќе одите до маркет да пазарите, оно на 180 само си се прави. Се гледаме на одјавата откако ќе го испечеме во кујната. Значи, мириса буквално цело златно буре кучко. Погледнете. Комплекс, значи, од зеленчуци, месо, сос. Прекрасно. Се распаѓа. Ова буквално се распаѓа. Толку што е прекрасно. И го послуживме со салата, пиперчиња и лепче. Кој како сака. Ајде сега да го пробам. Леле, ау каков вкус. Чудо, леле. Семфот со патлиџанот, со макдоносот. Кромидот. Неверојатно нешто. И сланинката. Неверојатен вкус. Да посакаш и утре да го направиш за ручек. Повторно и повторно. Еднаш се јаде. Ваква убавина еднаш се јаде. Значи, фантазија нешто, фантазија. Како е скипнато. Но, мислам дека пресудно за овој специјалитет е макдоносот, виното, патлиџанот. Прекрасно нешто. Направете го, драги мои, и уживајте. И да ви кажам уште една од низата поговорки од стариот мудрец.
Вели вака, кога некој ќе ви искрши на парчиња, вие почнете да сечете со истите тие парчиња. На здравие, до следната емисија Вкусот на традицијата, нас ни останува да уживаме во ова превкусно јадење. И да ви кажам, значи ова јадење не го менувам за најубавиот Мишелин ресторан. Ова е тоа. Ова е брате македончето. Така. Се гледаме во следната емисија. Дотогаш останете ни здрави и живи. Довидување.